сами знаеме легото каква зараза прави кај децата и каква среќа. Особено како децата им ја дава таа самодоверба која што ја фали. Здраво, прво голема благодарност што изразивте интерес да направиме еден прилог. Јас сум професор Гордан Анастасов, вработен во СОУ Гошовиќ Ентиев Кочани. Сум човекот кој што е еден од најголемите виновници, ќе кажам, да ја донесем оваа Фрст Лего лига во Македонија. Целата приказна почна веќе, ќе кажам, далечната 2017 година со една прекрасна донација во нашето училиште од Ротари клубот Кочани Виница, кој што донира кабинет, направија кабинет по роботика во нашето училиште и не пријавија тогаш на Фрст Лего лига во Србија, бидејќи ние немавме наша национална лего лига. Го прифативме предизвикот да отидеме на првенството, сите беа големи песимисти, беше идејата, еве видете како што има таму. Ние се спремаме со децата на националното првенство во Србија, победи тим од Македонија. Ние го освоивме првото место. Со тоа се пласиравме на Адрија лига, тогаш бевме како регион под Адрија лигата, таму бевме трети во вкупниот пласман. Со самото тоа добивме покана на World Championship 2018 во Детройт, во Америка. Учествувавме со тимот, исто така постигнавме и таму одлични резултати. И од таму почна целата иницијатива, ентузијастички. Никој не ќеше тогаш, не веруваше дека можеме сето тоа да го донесеме и кај нас. Значи, со многу труд ти кажам, со многу жртва и све успеавме уште од наредната година ние да направиме и наша национална Фрст Лего лига, која што веќе еве оваа година седумка испишавме, 7 година поред се одржа првенството, обстануваме и не само што обстануваме, веќе се појавија и општествено одговорни компании, ќе речем, кои што спонзорираат тимови, најмногу тимови од државните училишта, бидејќи кај нас, иако доаѓам од формалното образование, за све има пари, само за кога треба за едукација и правилна едукација и да пратиме некои светски трендови кои што целиот свет ги прати и мораме ние да зборуваме за сето, тоа секогаш ни фалат средства. Аз спореме за средства за еден тим во едно училиште да може да оформи ваков по роботика. Првата година му треба некоја инвестиција околу 40-50 илјади, потоа е 15-20 илјади на годишно ниво, кој што баш и вулгарно се изразам, е срамота да збореме дека се средства. Но добро е што излегуваат компаниите, ги препознаваат убавите приказни, ќе ги наречам, и влегуваат. Зошто влегуваат? Ние и статистички гледаме и све дека кај нас најмногу што фали, ни фали стручен кадар. Кадар од техничките науки. Но, што се случува и ние како професори и тој бизнис сектор кој што го имаме, зборуваме дека ни фалат тие кадри, но ништо не преземаме. И се работи со децата, ако сакаме ние да ги насочиме кон техничките науки, веќе средна школа, факултет е задоцнето. Значи мораме да почнеме уште од многу помали години. И со ова учење ни го возможува тоа. Значи афинитетот кон техничките науки со STEM учењето и особено со FLL учењето, ќе го наречам, не само правенство, тоа е целта. Кога велам FLL учењето, тоа сакам прво и да објаснам, можеби така требаше да почнеме целиот разговор, што ни представува Фрст Лего лигата. Значи Фрст Лего лигата е едно глобално учење, кое што е застапено веќе во 104 држави од цел свет
и е под капата на УНЕСКО веќе неколку години. И како е почната целата приказна идеја? Тоа од една организација Фрст од 98 година од Лондон, која што дошла до идеја ајде да видиме да работиме на глобални проблеми, ама да не дојдат идеите од нас, научниците да кажеме, или од фелата која што веќе сме изградени личности, пошто да, ние имаме многу поминато, имаме многу учено и читано и изработено и измислено, но секогаш најдобрите идеи доаѓаат од децата. И ајде да почнат како да и даваме на децата глобални проблеми и да изработуваат тие сами своји идејни решенија, со тоа не дека они самите на таа возраст ќе ги изреализираат, но ќе ни дадат правец каде треба да се движиме и што да работиме. Така е почната целата приказна. Понатаму, после неколку години, влегува и Лего. Лего, кога збореме не за Лего оно кое што е у Лего Store, туку Lego Education, кое што си е посебна програма во Лего и ја вклучуваат нивната роботиката, да ја кажеме, или STEM учењето. Зошто ја вклучуваат и зошто ја затвараат вака целата приказна? Бидејќи почетната идеја на Фрст, која што е била со идејни решенија на проекти, да, супер и супер функционира и многу од ова сега што го имаме во светот како иновации е почнато од децата и од Фрст, но многу е подруго кога работиме со децата и кога децата работат сите тие идеи кои што ги имаат, дај да ги направиме и реални, да се применливи, да видат децата да добијат самодоверба дека тоа што го зборуваат и го прават и го работат не е само некој, не знам, измислена некоја приказна, туку директно да покажат и да се изразат како. И така влегува Lego Education и влегува со роботска игра. На истите теми кои што се даваат секоја година се темите за сите деца во цел свет. Исти на таа тема децата треба да изработат иновативен проект кој што ви го спорев пред малку. Потоа имаат роботска игра. Роботска игра добиваат едне матиеве коцки, ови да ги наречеме мисии, и кои што децата треба сами да искреираат своји роботи и во 2,5 минути да го пуштат, да го испрограмираат, да извршат колку што можат повеќе мисии. Третиот сегмент во надпреварувањето, јас неќам да го употребувам тој збор, ама мораме. Третиот сегмент е во учењето е робот дизајнот. Значи, освен изработењето и програмирањето, тие морат да знаат и да го представат сето тоа. И четвртото, и за мене најважно, се core values или основните вредности. Да можат децата, бидејќи ова не е индивидуално надпреварување, туку тимско, да го покажат нивниот тимски дух, да го покажат нивните ораторски способности, да знаат да се организираат во тимот, кој што задачи извршува, како извршува, да знаат заеднички да работат на една иста работа и така натаму. Зошто велам дека core values или основните вредности се едни од најважните, бидејќи иако доаѓаме од формалното образование, ние се работиме, само не работиме тоа што е најважно. Во денешницата ние можеме да бидеме прекрасни инженери, ама ако не знаеме да бидеме добри оратори и нашите производи да си ги представиме и продадеме, значи ништо не правиме. А сето тоа се стекнува со давање на децата да се изразат и наведување. Зошто велам давање и наведување и зошто е многу полесно со овие едукација или со ова учење децата да ги постигнат тие ораторски способности. 5 коцки да дадеме на детето, кога ќе изгради, сите и сме родители, директно што доаѓа, еве мамо види што направив, или еве тато, или еве другаче, и го представува. Тука е многу полесно, пошто они добиваат тема, не добиваат инструкции како да ја изградат. Туку целите изработки се нивни и многу полесно е да се изразат и да го представат сето она кое што сами го имат направено. А не надпреварување класични кои што ги имаме ние во образованието, еве не знам, земи го учебникот по физика, кој ќе го научи целиот, ќе добие еден тест, кој ќе ги реши сите задачи, добие 150 и така ги ранкираме. Тоа е све само застарен модел на
учење. Ние имавме една министерка зборуваше за дигитално образование. Тоа дигитално образование на крај ни се сведе со учебници у PDF форма. И се беше само не дигитално образование. Кога зборуваме за дигитално образование, е баш ова е дигитално образование, кога применливото образование, кога она децата кои што го учат, директно ќе можат да се изразат, директно ќе видат во тој момент наученото каде може да го искористат, зашто да го искористат и така натаму. Бидејќи 21 век, дигитална ера, дете од 2 години, не знам, или со уред, телефон или со било што е во раците, расне со дигитални уреди и ние да се засведува нашето образование на она класично образование со табла и со кредо и да бараме од детето да има внимание, да не слуша нас професорите или наставниците 45 минути или 35 или што и како е, значи според мене no sense. Ние мораме да го најдеме начинот на кој што ние да се симнеме со детето на негова возраст и да ги учиме работите онака како оно што сака, а не како што ние сме научени. И затоа ние како, не знам, како фела, како образование, како држава, мораме заеднички да пробаме да смениме. Ние колку можеме, како организација, како Фрслего Лига Македонија, даваме се од себе, гледаме колку што можеме повеќе да ја расшириме целата ова приказна, но верувајте, ни треба поддршка од сите страни за да можеме. Ние покажавме како Фрслего Лига Македонија дека успеа. До сега имаме за нас 4 World Championship правенства кои што настапувавме, наши деца водевме надвор од државата, значи бевме како на почетокот што кажа првата година во Детройт, втората година имаше тим во Либан, во третата година имаше тим кој што отиде во Маракеш во Марокко, лани бевме во Бостон, во Масачусетс, значи се што е до нас се правиме. Оваа година сега исто така 2 тима ќе бидат, ќе учествуваат од нашата држава на отворените светски правенства. Едниот тим ќе биде сега 2, 3, 4 март во Грција, првопласираниот тим од 24 до 28 јуни ќе биде во Флорида. Значи, ние даваме све од себе. Целото ова е буквално, ќе се изразам наотворено, партизански. Еве, почнавме, се пласираат децата, финанси, нула. Возраста на децата сега, која што споредме за последното, за децата кои што ќе одат на овие отворени World Championship, се во категоријата или во делот Фрслего Лига Challenge, значи тоа се деца од 9 до 16 години. Тимот кој што ќе оди во Америка, кој што е од тука, од просторијата, кој што произлегува, кој што настана тука, е составен од 9 деца. И тие се исто така возраста од 9 до 16 различна е, значи тука немаме ние да мора годините да се сите 5 оделени или сите 8 или не. И тоа е убавината. Од различни возрасти границата е таа и се склопот и функционираат како едно. Тука во оваа просторија каде што ги снимаме инсертите, значи ова се просториите на јанки инженерци или на млади инженери од Македонија. Тука ние имаме едукација, од STEM едукацијата или Фрслего Лига или со помош на Lego Education, сетовите едукација, која што е наменета за деца од 5 до 16 години. Ние сме едукативен центар кој што ги има буквално сите програми од прва до последна кои што постојат на Lego Education, кои што досега се излезени. Застапени сме во 8 града низ државата со вакви едукативни центри. Интересот е огромен. Колку можеме да се развиваме, како може, сепак треба и финансиски ресурси, и човечки кадар за едукација и све. Идејата е да можеме да ја расшириме, и јас ја и така и почнав од помалите градови, пошто да, во Скопје имаме све, ама не е добро све да е концентрирано тука. И така и почнав прво од Кочани, потоа Берово, Штип, Радовиш, Проби, Штип
излегуваат веќе, мора да кажам за пофалба, компании кои што сакаат да влегуваат, да инвестираат во децата, да ги почнат тие процеси кои што ги изборев пред малку на време. Кога му е потребно детето да му покажеш интересот, да видиш дали може, дали ќе го биде. Кон техничките научи, а тоа се раните години, 3, 4, 5, 6 и така натаму. И веќе тие компании, за жал пак ќе кажам, се компании кои што странски инвестиции влегуваат. Уште некоја од наши компании не е влезена во приказната со подршка, со посериозна подршка, иако да, тие кои и сега имаме апел ние за собирање на средства за децата кои што ќе одат во Америка, да, излегуваат со некои си еднократни подршки, да ја овозможат тие патувања, тој сон на децата да го видат, да се дружат тие деца со елитата од цел свет, од нивна возраст со ова учење, ама онака сериозно да е долгорочно многу малку. Во просторијата каде што снимаме сега, во центарот кој што ние во Скопје, се 4 едукатори, а иначе на ниво низ цела држава, како едукативен центар, STEM роботика Кочани, која што е мајка, ти кажеме, на сите овие други едукативни центри, се повеќе од 30 едукатори низ целата држава, кои што се сертифицирани, поминани, с целосни обуки, така натаму, деца како деца, јас и тоа ми е најголемата гордост, веќе овие 7 години си водам и статистика колку имаат поминато, и има повеќе од 1000 деца поминато низ нашите едукативни центри, и можам да кажам и баш ова што го зборевме пред малку за правецот на децата кон техничките науки, сите тие деца кои што имаат поминато до сега, повеќе од 96% се запишени. И средна школа, технички училишта и факултети. Од тие 30 едукатори кои што ги избореме, некаде околу 9-10 се деца кои што ги имаат поминато сите чекори во Фраслеголига. Сега, они се едукатори и ментори на тие тимови. Бидејќи и тоа е целта. Јас употребувам една реченица и буквално таа ми произлезе од искуството. Една ШФЛ за цел живот ФЛ. Значи, тоа учење кое што начин на живот станува. Буквално начин на живот. А и STEM едукацијата е и тоа е не само класична едукација, туку како и преска што зборев, тука се опфанати многу повеќе сегменти. Дајте сите кои што сме од фелата да си помогнеме заеднички, да покажеме и ние како општество, како држава, дека можеме. Децата ни покажуваат дека можат, него и ние дека можеме да ги насочиме и да дадеме се од себе, и ние да имаме едно образование или еден образовен систем каде што, за жал ти речем, го имаат нормалните држави во светот, да се тргнеме од она класично учење и класично образование, туку да се насочиме по вакви алтернативни. Ова алтернативно е за кај нас. Во нормалниот свет не е алтернативно, оно е вметнато во образовниот систем, во формалното образование. И ние да се потрудиме да го вметнеме. Дојдете, пробајте. Не мора, во нашиот центар имаме, кажавме и преска зборев дека ние со помош на донација опремуваме и државни училишта и помагаме на државните училишта. Видете, верувајте, ќе ги видите резултатите кои што ги постигнуваат самите деца, не само во учењето, него и во начинот на перципирање на работите, и на живење, и на однесување, и така натаму, бидејќи тука и тие работи ги учиме. Мораме да ги учиме. Пошто ние можеме да збореме, не знам, ќе научам било каква лекција, јас сум гени за било што, ама ако немам она целосно како личност понашање, ништо немам постигнато. Значи мораме да се учиме да учиме.